Па пред се јас не знаев дека се пред судот лицата за кои што вие велите дека се организаторите и не би можела ништо да коментирам затоа што сепак тоа е предмет кој што го работи со обвинителството и не можам да коментирам, ама по оваа фаза ништо. Обвинителството тврди дека на база на сведочењето во вашиот процес на Александар Василевски Нинџа ја темели истрагата. Знаете ли каква пресуда ќе донесете за него? Се шпекулираше дека се спогодува со обвинителството, но и со судот. Со судот не може да се спогодува, не во оваа фаза, се знае кога може обвинет да прави спогодба пред суд. Со мене во никој случај, на крај на завршни зборови сме, не станува збор да прави било каква спогодба. Дали со обвинителството има некаков договор, некаква спогодба, тоа не би можела јас да коментирам. Утре очекуваме да ги слушнеме последните завршни зборови, за кога се очекува пресуда да се носи? Па се надевам дека утре ќе завршиме со последните завршни зборови, остана уште 4 обвинети. Се надевам дека во рок од недела дена би требало да биде објавата на пресудата. Иако морам да кажам дека законскиот рок за објава е 3 дена, секогаш се придржувам на тој рок, но сите вие знаете дека се работи за исклучително обемен предмет, тежок предмет и во овој случај ќе ми треба барем недела дена да ги спремам да ја спремам објавата нормално и да видиме околу казните.